дека сме во Вера Јоцич, основното училиште, каде што се спроведува проектот Непластични кеси во соработка со општината Гази Баба, која е наш поддржувач. Сакаме кај учениците од основните училишта да пројавиме поголем интерес за помала употреба на пластичните кеси и алтернативна употреба на екоторби, односно платнени торби. Гледате тука учениците работат во групи, создаваат флаери кои што потоа ќе ги поделат на населението, на минувачите, како и екоторбите кои што ќе ги поделат во маркетите кои што се наоѓаат во нивната близина. Би сакала да на сите граѓани, деца, без разлика за кого се работи, да порека да дадеме една, да помалку ги употребуваат пластичните кеси, а поголема употреба да има на еко и платнени торби. Полесни се за употреба и подолго време траа, за разлика од пластичните кеси на кои им треба 1000 години, 500 до 1000 години за да се распаднат и пак можат да создадат штета, односно голем вид на отпад, кој што различно штетно делува на нашата животна средина. Чест и задоволство ни е што нашето училиште е одбрано, основното училиште у Вера Јоцик, да биде едно од училиштата кој што е приклучено во проектот Непластични кеси, Екот звон. На ниво на Гази Баба се избрани уште 3 училишта, тоа е училиштето Наумовски Борче и Кирил и Методи од Стајковци. Ова е проект во кој што нашето училиште ќе учествува да се подигне екосвеста кај малите, но и кај родителите, со неупотреба на пластични кеси, да им кажеме не за употребата на пластичните кеси, да ги замениме со хартиени, со екоразградливи или пак со платнени кеси. Нашиот проект Непластични кеси во соработка со општината Гази Баба завршува на 15 декември. Со тоа се опфатени сега во овој прв дел 3 училишта. Беше опфатено училиштето во Стајковци, беше опфатено училиштето Наумовски Борче и Вера Јоцич и трае веќе неколку месеци со тоа да се држат предавања, едукативни работилници и на крајот ќе се поделат благодарници на сите училишта кои што учествуваат во него. Ние овие работи ги правиме за околината, за да луѓето да не користат пластични кеси, бидејќи ќе загадат околината и воздухот и да не ги фрлаат насекаде, туку да ги фрлаат во канта и треба пластичните кеси и да се користат или колички или хартиени кеси за да не загадуваме околината. Ние тука работиме како флаери, како писма за пластичните кеси за да не се користат. Тука например да се користат колички и хартиени кеси. И со овие писма сакаме да издадеме порака за луѓето да не користат повеќе пластични кеси, да ја користат хартиени кеси. Здраво, јас сум Сара и доаѓам од училиштето Вера Јоцик. Денеска се собравме ние деца да направиме проект за да не ги користат луѓето више пластичните кеси. Јас денеска изработив 2 проекти. Ова се знаците за да не користиме пластични кеси, туку да користиме хартиени или торби за кога пазариме. Тука напишав некои информации дека со сите пластични кеси кои што постојат, може да ја заобиколиме земјата 7 пати. Тоа се многу пластични кеси и треба да не користиме толку многу пластични кеси. Во вториот проект напишав дека има некои научници дека нашли некоја ајкула која во себе содржала 40 кг пластични кеси. Тоа се премногу и некои научници и доктори ги извадиле на ајкулата сите тие 40 кг пластични кеси. Но така сите ајкули или животни не можат да се спасат. И затоа не треба да ги користиме ние пластичните кеси. Со овие флаери или проект, ние ќе докажеме на луѓето дека пластичните кеси ни го загадуваат животот, а хартиените или другите торби можат да ни го направат поубав животот.
Драги гледачи, како што гледате, јас и децата од мојата група изработивме неколку проекти поврзани во врска со проблемот за пластичните кеси. Ова е мојот проект и овде, како што можете да видите, има наслов на кој пишува не пластични кеси, кажи не на пластичните кеси. Овде малку подоле има знаци дека не треба да користиме пластични кеси и дека треба платнени торби да користиме. И овде, како што гледате, има еден мал текст на кој пишува дека е подобро да користиме хартиени кеси отколку пластични. Животните кои се најзагрозени од страна на пластичните кеси се китовите. Китовите се прехрануваат со филтрација на водата која се наоѓа во океаните и морињата. Тие филтрираат планктони и мали риби за да може да се прехранат. Во водата има многу пластични кеси и отпадоци кои луѓето ги фрлаат за да се отстранат од нив. Додека китовите се прехрануваат и филтрираат планктони, тие внесуваат и пластични кеси во нивниот организам. Пластичните кеси се штетни за китовите, бидејќи тие се заглавуваат во нивните дишни патишта и може да умрат од нив. Китовите на крај се заглавуваат на плажите на секаде во светот и се пронајдени од луѓе кои пробуваат да ги спасат.